Почитувани граѓани, денеска правиме уште едно разоткривање на организираната кампања која се води против СДСМ од страна на власта. Како што веќе најавивме, во изминатиот период, ВМРО спроведува координиран обид за уривање на СДСМ однатре. Зошто? Затоа што антикорупцијскиот тим АКТ изнесе сериозни податоци за криминал и корупција на владата на ВМРО преку тендери. Цел еден систем, еден октопод кој инструиран од СНС и кој во целост управува во коалицијата ВМРО Знам, ја спроведува оваа кампања. Граѓаните можеа да ги видат овие обиди секој ден. Прво имаше настапи на еден поранешен функционер, потоа излегоа наводни иницијативи на двајца поранешни функционери, кои јавно не се појавија. Па се вклучија целосно и релевантни ликови, кои одамна не се дел од СДСМ, туку завршија во Знам. Сите во исто време, откако СДСМ се крена и АКТ почна да ги објавува доказите. Вчера имаме еден конкретен, свеж пример, имаме уште еден доказ. Еве како функционира кампањата против СДСМ во 3 чекори. Прв чекор, еден наш член, Јован Деспотовски, по неуспешното медиумско прво обраќање, ја продолжи кампањата против СДСМ во еден сериозен и релевантен медиум. Станува збор за поранешен функционер на СДСМ и поранешен директор на големи државни фирми, како што се ТИРС и Фонд за иновации и технолошки развој, кои имаат огромни буџети. Под чекор 2, неполни 2 минути по објавата на тој текст, се појавува однапред подготвен, обемен текст на истата тема од еден добро познат портал, на Геровски. Тоа може да значи само две работи. Или одговорите биле однапред испратени и координирани, или текстовите биле пишувани во директна координација со Геро. Со тоа, тие не само што се разоткрија себе си, туку го нарушија и угледот на релевантниот медиум каде што беше објавен авторскиот текст. Паниката ги натера да брзаат, а брзањето носи грешки. И чекор 3. За неколку часа истиот портал објави нов текст, а доцна попладнето и уште еден текст, целосна колумна на Геровски за одбрана на Деспотовски. Сега дали е се кристално јасно? Ово е уште едно јавно разоткривање на начинот како функционира овој систем. Целта е рушење на СДСМ и замолчување, да прекинеме со објавувањето на криминалот на власта. Да бидеме јасни, нема застанување. АКТ работи и се ќе објавиме. СДСМ нема да се повлече. Вистината и правдата ќе победат. Работата не е завршена.